Добро, ќе говориме денес за децата на Бог и децата на ѓаволот. Ваквата поделба денес не е популарна, не се говори за неа. Живееме во едно хуманистичко религиозно време, каде што се пропагира толеранција, прифаќање и затоа се шири идеологија за универзалното татковство на Бог и универзалното братство на луѓето, тоест, кажано појасно, сите ние сме деца на Бог, сите сме деца на еден Бог и затоа сите сме браќа и сестри. Меѓутоа, и навистина можеме да кажеме дека Библијата говори за универзално татковство на Бог, меѓутоа само од аспект на потеклото на човекот, тоест од аспект на создавањето. Например, во делата 17 глава, Павле кога говори на Ареопагот пред атинските филозофи, вели: од една крв го созда сиот род човечки, за да живее по целото лице на земјата. Така да имаме универзално некакво татковство на Бог за целото човечко, бидејќи сите се создадени од него. Меѓутоа Библијата разграничува она што се вика татковство на Бог по создавање и татковство по теологијата се вика по откуп, или би можеле да кажеме суштинско, вистинско татковство на Бог. Павле кога пишува на Галатјаните во 3 глава, 26 стих вели: сите сте синови преку верата во Христос Исус. Тоест, вистинско синовство кон Бог се добива само преку верата во Исус Христос. Тоа е суштинско припаѓање кон Божјото семејство. Имаат само оние кои веруваат во Христос и само тие навистина можат да го наречат Бог свој татко по природа, по суштина, во духовен аспект. И Библијата многу јасно ја разграничува таа разлика меѓу тоа татковство по создавање и духовно татковство, суштинско по природа. И Христос овдека ја истакнува таа разлика, говори за тоа. И дури тој изнесува многу пошокантни ставови за таа тема, кои и во времето во кое тој говори, пред луѓето пред кои говори, навистина звучат многу спротивставено на општо прифатените мислења, посебно ако се има во предвид на кои луѓе го кажува тоа. И не само што негира дека сите оние што се по потекло татко на Бог или во конкретниот случај татко на Авраам, не само што ја негира телесната врска како суштинска за татковството на Бог, туку и директно кажува дека тие кои што не се татко на Бог, а кои не се синови на Отецот, на кои што Бог не е татко, тие се синови на ѓаволот. Нивниот татко е ѓавол. Тоест, јасно разграничува деца на Бог и деца на ѓаволот. И тие кои што не припаѓаат на Бог, а клучното овдека е верата во Христос, кои не веруваат во Христос, се деца на ѓаволот и во својата природа кој што ја имаат, и кој е иста како на ѓаволот, ги вршат неговите дела, извршуваат неговата волја, ги исполнуваат неговите желби. Денес да се говори јавно за таквата подоба, да се каже дека човештвото е поделено всушност на два рода, главно. Двата главни рода се оној што припаѓа на Бог и оној што припаѓа на ѓаволот, и во таа смисла имаме деца кои се на Бог и деца кои се на ѓаволот. Е опасно, не е прифатливо, дури може да се смета и за говор на омраза, зашто некој може да свата дека сега со ваквата поделба повикуваме на палење на вештерки на клада или некаква омраза. Ке видиме малку понатаму, сосема е друга идејата за истакнување на таа поделба и од страна на Христос, а и сите оние кои се Христови би требало да го имат тој мотив. Но како и да е, треба голема смелост, за да се јасно
представи, го укаже на таа поделба. Јасно да се разграничи човештвото на она што припаѓа на Бог и она што припаѓа на ѓаволот. Опасно е денес, а опасно било и во минатото и во времето на Исус. Може да кажем дури во контекстот во кој што Христос го кажа, тоа било многу поопасно, имајќи пред дека го кажа па на фарисеите кои се најстакнатата религиозна група во тоа време. Нешто што ќе го чини живот на Христос, ова ќе потекне уште повеќе тие да сакат да го убијат и после неколку месеци навистина нели ќе го убијат. И тоа не говори за храброст. И сакам тука малку да кажам нешто за таа храброст, иако ги изгледа како малку излегувам од темата, тоа е врзано со неговата храброст, но и храброст во изјавата на вистината, а во исто време и во неговата, така да кажем, благост, праведност, нежност, љубов, кроткост во поглед на причината зошто ја кажува таа вистина. Тоа е во примената на вистината. Зашто денес, не денес, из историјата на црквата, Христос е прифаќан, разбиран, во главите на луѓето низ историјата, гледаат на Христос како на кроток, нежен, и тој вели дека е кроток и нежен во својата душа, но гледаат како на него како на како да кажеме, мекушав, мек човек. Например, древните цареви на варварските племиња, германски, келтски, кога биле мисионирани и им било прикажувано Евангелието, тие не сакале да слушат многу за Христос, не го сакале Христос, зашто им изгледа многу така, многу мек. Не е бил како нив, варварските племиња, западните се познати по својата суровост. Например, има еден првиот, може да кажеме, франкски крал Клодвиг, чијшто жена била христијанка, со години одбивал да го прифати Христос како Бог, зашто франките, тоест германските племиња се оние кои што го освоиле Рим и го уништиле, и тоа христијанскиот Рим, оној Рим кој се надавал на Христос. И тргнувајќи од таа гледна точка, германските племиња гледале на Христос како на слаб Бог. Па и Евангелието некако така го представува, што не е вистинската слика. Но подоцна поверувал кога губел од алеманите друго германско племе и бил пред една клучна битка во која немал никакви шанси, ама никакви шанси, и решил на крајот да се помоли на Христос и победил по чудо. И тогаш го прифатил Христос за свој Бог и се крстил. И од тогаш почнува почетокот на франкското христијанско царство. Каква е представата за Христос низ историјата? Реков како за нежен и мек, па дури и во западната, источната уметност, да ја наречеме, која се изразува на иконите, е мистична и тамо Христос е мистично представен. Тоа е испија лик, нема тело, туку има само некаков лик, не треба да има материја. Зашто таква е источната филозофија, представа за Бог. Западната пак, која е во уметност и пред средновековната уметност изразена, вака го представува Христос. Тоа се една од нив е, например, на Микеланджело. Така познатите средновековни, западни, католички уметници гледаат на Христос. На нежен, па дури помалку и женствен. Да. Британските капелани пишували извештаи за својата работа меѓу војниците во Првата и Втората светска војна. Знаете, капелани се служители, свештеници кои работат меѓу војниците и одат дури на фронтовите за да ги охрабрат за духовна грижа. И во нивните извештаи што велат? Да, војниците го сакат, го почитуваат Христос зашто е праведен, меѓутоа повеќе симпатии покажуваат кон
Илија и Јован Крстител. Зашто на нив гледаат како на нека, тоа се мажи облечени во кожа. Мажот кога е облечен во кожа, тако изгледнели, во пустиња живеат и не само тоа, туку реагираат кон царевите во времето нели во кое владат, они и Илија го прави тоа со Ахав. И Јован Крстител со Ирод, да. И затоа нели се дојде впечаток како тие да се мажишта. Влакнести, вистински мажишта. А Христос е вака го размислувале во историјата. Меѓутоа, ако и тоа е една представа, што една перцепција, што се ја гради христијанството и која не е правилна, меѓу другото. Зошто не е правилна? Зашто ако се вратиме во времето во Христос, кога луѓето го гледале Христос, кога го слушале Христос, знаете ли на кого им асоцирал? На Илија и на Јован Крстител. Кога Христос ги праша учениците, што мислат луѓето, кој сум јас? Едни велеа Илија, други велеа Јован Крстител, зашто Христос беше смел, ги обединуваше во себе, ја имаше смелоста заедно на Илија и на Јован Крстител. Смел. Христос беше смел. И тој кажува многу смели вистини. Но за да се кажат смели вистини, човек треба да има љубов. Христос ја кажуваше вистината, бидејќи беше поттикнат тие луѓе да ја сватат вистината, за да бидат избавени од состојбата во која се наоѓаа. И тука веќе доаѓа до израз неговата благост, неговата добрина, неговата нежност. Во тој поглед, не како изглед, но како човеколюбец, зашто основната поделба која ќе ја направи овдека во овој текст, Христос е поделбата на човекоубиец и човеколюбец. Ајде да видиме како сето тоа нели се одева во текстот. Овој разговор, што нели го разгледуваме, е во контекст на она што започнели уште минатиот пат, кога Христос им каже на фарисеите: вие сте робови на гревот. Прво откри дека се во темнина и се откри како светлината на светот. Потоа откри како вистина која ослободува, ќе ја познаете вистината и вистината ќе ве ослободи. И тогаш фарисеите рекоа: ние никогаш не сме били робови на никого. И Христос им каже: вие сте робови на гревот. Само вистината, и тука Христос се поистоветува со вистината, само вистината може да ве ослободи. И од тој момент фарисеите се повикуваат на својата телесна врска, на своето телесно потекло од Авраам. И преку тоа телесно потекло кој го имаат од Авраам, тие се повикуваат на своето потекло од Бог. Духовно потекло од Бог. И таа е темата која овдека сега се шири, така да кажем, се продлабочува. Кој е вистинскиот потомок на Авраам? Како изгледа вистинскиот потомок на Авраам? И прво, основното разграничување Христос ќе го направи помеѓу него и фарисеите. За да се види јасната врска која е меѓу човекот и Бог. И ќе каже: знам дека сте сите семе Авраамово. Да, знам дека по потекло телесно сте од Авраам. Меѓутоа, тоа воопшто не е доволно вие да се повикате на вашата врска со Бог. Зошто и камењата може да бидат претворени во деца на Авраам. Бог може и тоа да го направи. Па и во Стариот Завет. Никогаш во историјата телесното потекло не било она основното или клучното, не било доволно, така да кажеме, за некој да се представи како дете на Бог. Во Стариот Завет на многу места, само во Второзаконие на второ место, предупредува Бог образување на срцето, бара образување на срцето. Телесното образување ги прави потомци на Авраам. Меѓутоа,
Бог бара образување во срцето. Бара во срцето преобраќање, покаяние, промена. И тоа го повтора во целиот Стар Завет. Дури и Павле го потврди дека никош во историјата целиот Израел не бил Божиот народ. Тука имало еден дел кој биле вистинските верници во Бог. Ние видиме кој се тука напомнува всушност Христос, што значи да се биде потомок на Авраам. Да има новораѓање преку покаяние, па на истото му го кажува на Никодим Христос кој е телесен потомок на Авраам. И му вели, ако не се родиш од озгора, нема да го видиш Божјото царство. Никогаш, всушност, кажува Христос, телесната припадност не е доволна за духовна припадност на Бог. А човекот се повикува најмногу на тоа. И денес ние поистоветуваме телесен Израел со духовен Израел, па дури и телесно припадништво кон еден христијански народ со духовно припадништво. Колку пати на секако околно слушаме библискиот македонски народ. Ние сме библиски народ. Свети Павле одел на овие територии, нашите предци, нашиот православен народ. Ништо од сето тоа не значи вистинска припадност на Бог. Па дури нели и во протестантските кругови. Фактот дека детето е растено во христијанско семејство, гледало и слушало молитви и читање на Библија и посета на црква. Ништо од сето тоа без духовното новораѓање не значи духовна припадност на Бог. Не значи дека сме деца на Бог. И продолжува кога им вели, нели, знам дека сте семе Авраам, меѓутоа вие сакате да ме убиете. Тие почнаа да ја планираат неговата смрт уште на првата, втората посета на Христос во Ерусалим, кога го излекува човекот во Ветсаида. И зошто, вели, тука сега навлегува една друга тема, зошто моето слово, мојата поука, она што јас го говорам, и она што вие го сакате, она што сакате да го чуете, се разграничуваат. Вие не можете да го слушате моето слово. Понатаму их каже, вие не верувате зашто не го сакате, не сакате воопшто да слушате. Тоа слово не може да се смести во вас. Зошто не сак? Зошто и од тука таа ќе почне темата со различната припадност, која доаѓа од различната природа. Природата на Божјо дете и природата на дете на ѓаволот. Бидејќи јас тоа што го говорам е она што сум го чул од Отецот. Јас сум како син Божи со Отецот во целата вечност. Мојата природа е природата на Отецот. И она што јас го говорам доаѓа од мојата природа, која е вистина, светлина, јас сум вистината, јас сум светлината, јас сум животот. Тоа е природата на Отецот. И тоа е Словото. И она што Христос го говори цело време, и овдека на земјата, е она што произлегува од неговото заедништво, како една природа, со Отецот. Зашто тоа е неговата суштина. И тој е постојан во целата вечност заедно со Отецот, и кога дојде на земјата, за да ја покаже тоа општина, да го покаже, тој го живееше овдека и го гледаа луѓето. Тој стануваше во општина со Отецот, службата ја вршеше и на крајот, кога сите ќе се разотидоа, тој пак се осамотуваше да остане со Отецот. И затоа целата негова, што правеше Христос? Говореше само за Отецот и она што го чул од Отецот. И цело време тој тоа го кажува. Ништо друго не говореше Христос. Само она што го доби од Отецот. Она што го имаше во себе од Отецот. Она што беше негова природа. И тоа е, всушност, клучната поента во овој дел од спорот со фарисеите. Од тебе излегува она што е твоја природа. Од тебе излегува она што те привлекува.
Она од што се силно привлечен, тоа ќе излезе на површина. Она што те импресионира, тоа ќе те привлекува и тоа ќе излегува од тебе. Ако има луѓе кои ги многу се привлечени, ги интересираат спортските надпревари резултати и за тоа дискутираат. Некои се привлечени од политиката и само околу политиката дискутираат. Христос цело време говореше за Отецот и она што е слово на Отецот, зашто тоа е неговата природа. И вие не можете да го примите тоа, зашто имате друга природа, не влегува тоа во вас. А зошто? Зошто вие пак го правите она што е вашата природа, она на што припаѓате, а тоа е вашиот татко. До момент уште не кажува кој е тој. Но фарисеите предпоставуваат или во најмала мера разбираат дека не е позитивно тоа што Христос им го кажува. Не мисли на некој добар татко, не е истото она што го мислат они за својата вера во Бог. Во што го поминуваа времето, навистина, во што го поминуваа фарисеите своето време. Ако Христос го поминуваше своето време овдека на земјата, за да говори слово од Бог, со она љубов, вистината да открива, од љубов кон изгубените, во што го поминуваа фарисеите времето? Во кројни планови. Како да го фатат, во нешто да го фатат. Донесоа, нели, една девојка фатена во блудство, да го фатат. Цело време донесоа човек кој што беше во сабота, за да го фатат, И во еден момент Христос јасно ги праша, добро, што е лошо да се направи во сабота, да се помогне човек или да се кроат планови и да се има за цел да се убие човек во сабота. С други зборови Христос им вели, еве, погледнете ги вашите дејства, вашите дела и моите дела. Зашто зборам јас, а зашто зборите вие? На што мислам јас, а на што мислите вие? Во што поминува моето време, во што поминува вашето време? Голема разликата. Зошто? Зошто јас имам еден отец, ви имате друг отец. И продолжува со таа аргументација врската со Авраам, за да направи јасно разграничување меѓу делата на Авраам и нивните дела. И тие пак му рекоа, наш татко е Авраам, повторно. Зашто тој им рече, вие ги вршите делата на вашиот татко. И тие се вознемири и рекоа, каков татко, Авраам е нашиот татко. И тој им вели, ако вие бевте чеда Авраамови, вие ки ги вршевте делата на Авраам или Авраамовите дела. Со други зборови, ова е примена на она што го кажува Христос како во она беседата, нели, на гората 7 глава. Од плодот, вие ки препознаете какво е дрвото. Ако не разбирате од дрва, кога ќе роди плод, веќе ќе знаете дали е круша, дали е јаболка, што е дрвото. Зашто се знае, јаболкото може да роди само јаболка. И овдека во конкретниот случај им вели, вашите дела покажуваат дали вие навистина сте чеда на Авраам. И овдека, во овој контекст можеме да извадиме случаи на дела на Авраам, кои воопшто не ги гледаме кај фарисеите. Например, Авраам е познат како татко на верата, таткото на верата. Меѓутоа, кога Павле на неколку наврати го зима Авраам од Стариот Завет, за да го представи како татко на верата, контекстот е неговото оправдание преку вера. Тој поверува на Бог и тоа му се пресмета за праведност. Начинот на кој што Авраам беше прифатен од Бог, беше верата. Ако вие сте Авраамови деца, тоа ќе биде вашето дело. Тоест, тоа ќе биде вашиот живот. Вие ќе се надевате на верата. Како што вашиот татко се надеваше на верата. И потоа, неговата верата или довербата во нешто, води кон послушност на тоа нешто.
И потоа следеат делата на Авраам, кој беа резултат на таа вера, на таа послушност. Например, има и тука можеме да го, и можеби и Христос смета на тој настан, кога Авраам во 14 глава ги победи четворицата арамејски цареви, источните цареви, и осви голем плен кој потоа го даде на Лот. Враќајќи се сретна еден мистериозен првосвештеник Мелхиседек. Некои сметаат дека Мелхиседек е преинкарнација или христофанија на јавување на Христос во Стариот Завет. Сега, тоа не е многу јасно, има многу аргументи во таа насока, но дури и да не е така, во секој случај, евреите, книгата Евреи ги изедначува во ранг, во чин, и вели од чинот Мелхиседеков. И тоа ги има во предите овдека божествен чин, како ранг, е од исти. Христос им. Тоа значи, или се иста личност, или се од тој невисокиот божествен ранг на свештеништво. Како и да е. Во секој случај, Мелхиседек упатува, насочува на Христос. И кога Мелхиседек го благослови, Авраам, што направи Авраам? Направи план како да го убие. Не, му даде десеток, што е пак уште еден знак дека гледаше на него како на божествен представник. Во најмала мера, ако не и на некаква христофанија. А вие како се однесувате? Кој е вашиот план кон оно што има исти ранг или исти чин како Мелхиседек? Сакате да го убиете. Дали тоа би го направил некогаш вашиот татко Авраам? И тоа прашање тука го поставува. Авраам така не правеше. Авраам никогаш мене не би ме убил, всушност. Им вели Христос на овие луѓе. И може би она најјасната сенка на Христовото пренесување во жртва, она послушност што Авраам ја покажа пренесувајќи го Исак во жртва, кога Бог му рече, земи го твојот син, принеси го во жртва. Нели археолозите велат дека гората Морија е истото место со како се Голгота. И тоа е јасна, многу јасна слика на Христовата заменичка жртва. Авраам тргна да го принесе синот во жртва, сметајки на Божјото снабдување, дека Бог ќе снабди, дека Бог или заменичка жртва, или воскресение нешто ќе направи. И во моментот кога навистина да го крена ножот, Бог му рече, застани, еве еден овен заплеткан во грмушките, тој ќе биде заменичката жртва. Така да, Авраам, кој меѓу другото беше наречен пријател, и самиот Бог го нарекува пријател на Бог, гледа кон Христос со своите дејства. А децата на Авраам сакат да губят оној на кој што се надеваше Авраам. Така да, вели, вашите дела во никој случај не се Авраамови дела. Тоест, не само што не се Авраамови дела, тие се дела на некој друг татко. Вашиот Авраам не е татко. Ти мора да имаш природа која потекнува од твојот татко, така да кажеме. А таа не е природата што имаше Авраам, не е таа природата или она што доаѓа од синовството кон Бог. И тие пак сега враќаат и велат, за да бидат така уште по силни во својата аргументација. Ова не е аргументација воопшто. Повеќе они сега тука навр да сакат да изнесат. И си мислат се, кога сега ние ќе го изнесеме овој факт, ќе му затвориме устата, шахмат ќе му дадеме. Ние сме родени, не сме родени од блудство, еден отец имаме и сега ја креваат, така да кажеме, својата припадност на Бог. Бог е нашиот татко. И тука сакат да вклучат неколку работи, сакат да кажат, за разлика од тебе, прво, ние не сме од блудство,
Тоест, немаме нејасно потекло како тебе, нели, зашто навистина мистериозно потеклото на Христос, не е од блудство, но за луѓето е мистериозно, и во тоа време веќе, а пак равинската литература после Христос изобилува со текстови кои тврдат дека Христос е незаконско дете на Марија, како и да е. Но овде кој имате нешто друго, чистотата сакат да ја пресват, етничката чистота. И кога велат, не сме родени од блудство, во тоа време, во тој контекст во кој што живеат, ги имат во предвид самарјаните. Зашто малку понатаму на Исус ке му кажат, нели ти рековме дека си самарјанин? Зошто? Зашто самарјаните ги сметаат за родени од блудство. После Асиро-Вавилонското робство, многу евреи почнале да се мешат со други народи и така се создава она мешавина, додека јудеите се останале чисти. И овдека велат, ние ги имаме сите нишани, во секој поглед сме евреи. Не може да не се најде никаква замерка за нашето потекло како деца на Авраам. Воопшто не сме мешани. За разлика, нели, од тебе кој знае, може би си самарјанин, никој не знае за тебе. На ваквото обвинување Христос вели, ако навистина вие бевте деца од Бог, тогаш вие ќе го сакавте пратениот од вашиот татко. Зашто од односот кон пратеник ќе се гледа, се препознава и односот кон оној што праќа. Тоа е универзално правило во древноста. Ти односот кон пратеникот, кон царот, го покажеш преку односот на оној што е испратен. И денес е така. Долги години во Македонија нашите така по-патриотски расположените гледаа на Америка како на непријатели. Тие не сакат. Албанците ги сакат, повеќе не ги помагаат, нас те не сакат. Па и пратениците, тоа се амбасадорите што доаѓа, не бе наумилените од дипломатијата. Но последната година поинако е. И сега гледаме амбасадорката во она, нели, владина поворка, па и напуштање чешми се јавува, на сечење ленти, а пак нашите политички представници толку се восхитени од средбите со Трамп, со други ваква политички представници, дури и минјата им ги мешат, па оној Марко Рубио, како беше, стана диджеј Венс. Тоа е од преголемата импресија од таквите средби. Сакам да кажа, тоа е вистината дека односот кон пратеникот доаѓа од односот на оној што го праќа. Така ти покажуваш. Затоа, например, едни амбасадори, политички представници, нели ги величиме, а кон другите се однесувам поинаку, зашто тоа треба да го покаже односот кон оној што праќа. И Христос тоа им го кажува. Јас, и тука вклучува две нешта прво, како одговор на оно што тие го кажуваат. Прво, вели, јас сум пратен. И целосно го елиминира дури и елиминира категоријата раѓање. Никаде во ова, кога тие велат, ние сме родени, тој никаде овдека не вклучува, а јас сум роден. Не. И никаде во Евангелијата Христос за себе не кажува дека е роден. На едно место кажува дека е единородниот, Бог го, Отецот го прати единородниот, во Јован 3:16, меѓутоа, тука тоа го прави Христос, имајќи во предвид неговата вечна, хипостасна врска со Бог, не за неговото доаѓање на земјата. Секаде каде што Христос говори, употребува изрази како овдека. Доаѓам, излегол, пратен, дојдов и така натаму. Само на едно место Христос говори за себе, кога разговара со како роден, разговара со Понтиј Пилат и Пилат го прашува дали тој е цар. И тогаш, сушност, Христос ги повторува неговите збори, вели, ти така велиш дека јас за тоа сум роден. И веднаш во продолжение вели, но јас дојдов. И ја кажува неговата мисија, зашто во никоја смисла тој, или
никога смисла не може да говориме за негово раѓање некакво на земја. Тој дојде. Зашто Бог не може да биде и роден на крајот на криштата. Така да Павле вели, јас дојдов и дојдов како пратеник на Отецот. И недостатокот на љубовта кон пратениот всушност покажува дека вие не го љубите не оној кој го пратил. Ако Бог е вашиот навистина татко, вие ќе го сакате неговиот син и ќе го примите. Секој си ги сака своите внуци, бидејќи се деца на нивните деца. Тоа е, а пак внуците си ги сакат своите баби и дедовци, зашто се татковци на нивните мајки и татковци. Тоа се тие нормални врски. Ако вие сте деца на Бог, вие ќе го сакате Синот Божи. Ма не го сакате. Зашто не сте деца на Бог. И во еден подолг текст, истите тие принципи овдека се вложени, зошто, кажувајќи, објаснувајќи зошто не ги разбираат неговите зборови. Бидејќи не можат воопшто да ги слушат. А не можат да ги слушат поради нивната природа. Бидејќи нивната природа не ја сака вистината. Нивната природа не ја сака светлината. Нивната природа не го сака Словото на Бог. Има Слово кој доаѓа од Бог, а има едно друго Слово кој не е од Бог, но доаѓа од нешто друго. И во продолжението их кажа дека ѓаволот говори самиот од себе, тоест не е тоа Слово Божјо. Негово Слово е. Има Слово на Бог и има Слово на ѓаволот. И кога овдека кажа вие не можете да го примете затоа што вие имате друго Слово. Вашето Слово е Словото на вашиот татко. А вашиот татко, ќе го представи овдека Христос, е спротивно на она што е Бог, или спротивно на Словото што Христос го кажува. Наместо вистина е лага. Наместо светлина е темнина. Наместо спасение на луѓето, убивање на луѓето. И тоа е таа голема спротивставеност. Тоа е човекоубиец, Христос е човеколюбец. До таа мера Бог е човеколюбец, што го даде својот единороден син, за да го спаси. И тоа е големата разлика. И кога говориме дека Христос е мек, добар, нежен, има во преди таа природа. Тоа е човеколюбец, кој од љубовта ја кажува вистината. За да се каже вистината, треба да се биде смел. За да се биде смел, човек треба да има љубов. Да биде полн со љубов. Кога човек е полн со љубов, тогаш е смел и да каже. Зашто за оној што го љуби, ќе направи се. Од почетокот вели, и јас би сакал тука што малку да навлеземе, уште од почетокот е тако, вели вашиот татко. Уште од почетокот се откри кој е каков. Кога во Еденската градина Бог им даде во изобилство на Адам и Ева, во изобилство им даде благодети. Им дадено предупредување, единствено од дрвото на спознавање на доброто и злото нема да јадете. Зашто треба да знаете, тоа треба да биде вашиот потсетник, дека сите тие благодети ќе ги уживате во вашата послушност, зависност од Бог, зашто вие сте зависни битија. То треба да се доверите на мене и да живеете во послушност која произлега во таа доверба. Инако, ако вие не живеете во доверба и во послушност, нема да имате живот. Тоа е. Вашиот живот е производен од Бог доаѓа. Само во заедништвото со Бог ќе го имате животот и сите тие блага. Бог ќе каже вистината, целата вистина. И ја покажа својата добрина и љубов кон човекот. И дојде сатаната и што кажа? Рече, не е вистина, тоа Бог што го говори. Не е вистина дека ќе умрете. Не е вистина дека ако спознаете доброто и злото, ќе ви наштети тоа. Напротив, ќе ве просветли, ќе бидете како Бог. И понатаму се гледа последиците. Човекот се довери. На кого се довери? Се довери на лажгото, на измамникот.
се довери на човекоубиецот. И што се случи? На вистина умре. Физички, духовно и потоа и физички. И тоа се пренесе потоа на човештвото. Таа послушност, покорност се пренесе. Послушноста на сатаната. И таа природа на сатаната, тоа робство се продолжи. Во робството на сатаната човекот ја дојва природата на сатаната. Темнината која што тој ја наметнува. Лагата, измамата, убиството, човекоубиството. Тоа јасно се гледа кај овие луѓе овдека. Христос ќе им каже во еден момент: добро, еве, во што сум, кој може да ме обвини за неправда? Еве, испитајте го целиот мој живот. Најдете едно во кое ќе ме обвините нешто. Не може да најдат нешто во кое ќе го обвинат. Освен тоа дека се смета за еднаков со Бог, кој беше и вистината. Така да, влезе грев. Потоа, кога влезе, нели, таа природа, да кажеме, на сатаната и таа поделба на двата рода, не гледам веќе во првото семејство, во првата фамилија тоа. Што направи Каин? Каин му каже на брат му: ајде да одиме на нивата. Тоа му каже, не му рече: ајде да одиме на двобој, да видиме се, ајде да се, јас и ти, да се судриме. Не, го измами, го излажа. Ки беше пофер, да му каже, иако Каин е представен како посилен, нели? Авел нема шанси во двобој, па првим ки беше по-честно да му каже: одиме таму, да видиме се кој ќе поведе. Не, дури иако беше посилен, пак го измами. Авел отиде на нивата таму кај беа договорени, не знаејќи што ќе се случи, во заседа скокна и го уби. Го излажа за да го убие. И во човештвото тие се двата рода кои постојат. Едниот род кој припаѓа на ѓаволот, кај што има темнина, измама, смрт, убиство, и другиот род кај што има светлина, познавање, љубов, човеколюбие и копнеш за спасение, вистина. Сатаната е мокен, многу мокен противник, мокен идеолог, кој шири идеологија насекаде, во универзитети, во политиките. Ние се чудиме, христијаните, ние христијаните се уште се чудиме како може сега вака политиката да се развива, па вака овие да фрлат бомби таму, па вака тие да уништуваат. А што да очекуваме друго во еден свет во кој што царува измамникот и човекоубиецот? Тоа е нормалното во овој свет. Но знаете ли која е основната цел или основното поприште на сатаната? Проповедалната. Тука, од проповедалната, да шири измами, да лаже, да убива, зашто најефикасното убиство се врши од тамвоните. Кога нема да се проповеда таа вистина дека човештвото без Бог припаѓа на сатаната, е во темнина. Дека без спасение во Христос не можеме да бидеме деца на Бог. Остануваме во гревовите, остануваме во темнината, остануваме во вината која што дојде веднаш откако сгрешија Адам и Ева. Видео дека се голи, дојде вината. Она на што ги предупреди Бог. Тоа да знаеш, да имаш познание. Нешто што ќе те мачи. Да, сатаната сака кога од амвоните се проповеда хумано, хуманистичко евангелие, во кој сите сме Божи деца, во кој што добро е ние, нели, да се чувствуваме добро, да проповедаме, мотивационот е така, евангелие или слово во кој што сите ќе се чувствуваме добро, во кој што ќе успеваме, материјално ќе успеваме, тоа да не биде цел на животот. Зашто сето тоа е пак измама која го држи човекот во вистинското робство. Силен е моќен на сатаната. Лутер, во таа негова песна, Моќна тврден е нашиот Бог, го опишува сатаната. Вели, неговата вештина и сила се големи.
вооружене со свирепа омраза, на земјата нема равен. Сатаната нема равен на земјата. А инаку Мартин Лутер, знаете, се борел многу и тој сведочи за средби лични со ѓаволот. Дури еднаш додека е преведол Библијата во Варбург, во замокот, со мастилница фрлил по него, за да го исперка од совата. Навистина е таков. Сатаната навистина е опасен, ги заслепува умовите на луѓето, како што ги заслепи на оние што се расправаа со Господ Исус во храмот. А тие не веруваа зашто не може да го слуша тоа што го говори. За разлика од Божите деца, кои ја сакаат вистината зашто е светлина и живот, децата на ѓаволот ја мразат зашто е разобличува нивната природа. И Јован самиот, и во Новото Евангелие така е концепирано, на контрасти. Уште од почетокот, уште од првата глава, па се до крајот, тој постојано ги прави тие контрасти. Светлина, темнина, живот, смрт, лага, вистина. Ту овдека во овој текст излегува тоа на површина. Од кај доаѓаат тие контрасти? Од припадност, од природата. Некои имаат природата на ѓаволот, зашто се негови деца, други имаат природата на Бог, зашто се негови деца. И затоа се тие контрасти. Затоа едните го сакат Словото, другите не го сакат Словото. И дури и кога, како Христос овдека повикува, испитајте ме, видете ме, во што ќе ме обвините, продолжува човекоубиството, зашто тоа е самата природа. И се совратиме на Христовата добрина. Смелост да ги каже тие работи, иако се опасни, бидејќи беше полн со љубов. Не за да поттикне антисемитизам, не за да поттикне омраза кон евреите, како што се случувало низ историјата на црквата, но тие луѓе тамо да ги разобличи, да ги поттикне, да дојдат кај него, зашто тоа состојба која не може на никој начин да се надмине, освен по благодат. Да се дојде кај Христос со вера, понизност, послушност и да се побара спасението што тој го дава. Тоа е единствениот начин. Да се побара Христос како светлина на светот. Да се побара Христос како живата вода, која во нас тече во изобилство. Да се побара како вистина која ослободува тоа страшно робство на ѓаволот, робство на гревот. Тоа е надприродно дејство. И ние треба да бидеме поттикнати од таа љубов. Ели како што на почетокот Викторија спомна за случајот кој е опишан, се не знам дали од историски настан, но и нели, тој историјат на Жан Валжан и свештеникот во клетници. Тоа човеколюбие, кој не гледа, кој постапува не за да уништи, да убие, туку да спаси. Христос не ги говореше тие работи за да уништи, да засрами, да го понижи, туку да го спаси, да го поттикне, да го повика на покаяние. Има само деца на Бог и деца на ѓаволот. Децата на Бог веруваат, децата на ѓаволот живеат во неверие. Христос ги повикува загубените преку Евангелието и тој дава вера за тие да одговорат. Тоа осветлува вистината во нивните срца и ги прави способни да веруваат. Ако си се уморил од измамите на светот, ако сакаш нов татко, небесен, тогаш треба да дојдеш кај неговиот син. Христос, кој умре за грешниците, ги прима сите оние што доаѓаат со вера кај него. А ние што сме поверувале, Христос вели, остануваат во Словото зашто го љубат, го сакат Христос. Оно што го сака Христос, го сака неговото Слово зашто Христос е живото Слово. Тоа значи дека е влюбен во неговото Слово и е посветен, останува во Словото не поради нешто друго, зашто го сака Словото.
му омилело, како што нели пишува во првиот псалм. Блажен човекот на кого што му омилело, или зборот овдека така го засакал словото, што денонокно размислува за него. Од сласт, откопнеш кон словото, зашто го люби Бог и пратениот од Бог. И живе во тоа слово. И тоа слово, кога Христово, преку Светиот Дух, дава плодот во нас. И се гледа. Треба да се види. Дали сме навистина детства на Бог? Чии дела вршиме? Што раѓа во нас природата, новата природа, која ни дава Христос вселувајќи се во нас. Или пак, може би, за жал, се гледа на старата природа, она што припаѓа на ѓаволот. Природата која копне за измами, манипулации и уништување. Вистинските деца го љубат Бог, го љубат Исус и ја барат Неговата слава во се што прават. Нека Господ ни помага да бидеме таквите деца. Амин. Ајде да се молиме. Татко Небесен, ние те благодариме за овие големи вистини кои ги препознаваме во нашиот живот како вистини поради дејството на Твоето Слово, поради дејството на Твојот Дух, и затоа можеме да Ти се обраќаме како наш татко, Аба татко, зашто имаме толку близок однос со Тебе како со наш татко, наш небесен татко, оној кој што е Бог на Вселената, самокниот, го имаме како наш татко. Затоа Ти благодариме и делото што Ти го изврши преку Твојот Син, преку кого единствено можеме да го имаме тоа. Го испрати, тој дојде, стана човек и се принесе на крстот за нашите гревови. Преку таа благодат, Господи, Ти не доведе во Твоето семејство, ние Ти благодариме. И ние се молиме, Господи, за нашиот народ. Се молиме, Господи, за нашата земја. Се молиме, Господи, за Македонија. Спаси ја. Спаси го, Господи, ова царство во кое што гледаме темнина. Спаси го, Господи, овој народ наш по крв, по тело, кој се повеќе и повеќе, Господи, тоне. Оди во уништување. Се молиме, Господи, Ти да огрееш од Твојата светлина, да действаш преку Твојот дух, преку Словото кое го проповеда Твојот народ, за да биде спасен. Спаси ја Македонија, Господи. Направи ја Македонија Твое царство. Да не се надеваме како народ на земните авторитети, кои самите слугуваат на уништувачот, туку нашата надеж да свртиме кон Тебе. Затоа, Господи, Ти дај светлина, дај вера, дај спасение. Се молиме за светот, таму секаде каде што има војни, безумни, кои се резултат на уништувачот. Се молиме, Господи, Ти кој го контролираш светот и се е пак според Твојата воља. И секаде, Господи, Твојата мудрост се покажува, да ја покажеш Твојата милост и во тие безумни дејства кои Ти ги дозволуваш, да се види безсмисленоста и луѓето да бидат поттикнати на спасение и покаяние. Да дадеш водачи кои се богобојазливи, кои носат Твојата природа и ги вршат Твоите дела. Се молиме, Татко, за сето тоа во името на Христос, нашиот Господ и Спасител. Амин. Амин. Ајде се